Сатаната му се спротиставил да Бога, но Бог страшно го накажал. Чита Александар Стадојков. Од кога свршил Господ Бог небото и земјата, создал и 10 чидови ангели, на секој чин му назначил по еден сераскер. А пак над сите сераскери му го назначил Риста за главен командир или престолонаследник, цар, да и повела сите ангели. Над сите чидови ангелски, командирите си имаа имиња као Аранđел, Гаврил и друзи, а пак на 10-тиот чид да се раскеру му било името Деница. Кога го назначил Господ Риста над сите ангели и цар, сите командири го примаа и клетва му дадоа за да му бидат верни. Само се раскерот Деница се избрдал. Во тоа време, од пред Риста, за да не му се заколни на верност, бидејќи Ристос срцевидец, го позна Деница оти се кабардисал и сетиот и нема да е послушлив на Бога. И премислил Бог за да го накажи со некое малце да казадие, полеќи да се попреј, а ако пак да не се попреј, за негојиот табор премислил Бог да направи еден табор од луѓе и да сет пак 10 чидови ангели. Од кога го насади Господ рајо со тие прекрасни овошти за била убајна, со тие да убе и цвеќиња, со тие бистри реки да течат из рајо, што не му видело око на човека, и клал Адама и Ева во рајо да го работат и да јадат од сите дрвја што беа во рајо, колку што му сакало душа. Само од едно дрво му запрел Господ на Адама и Ева да не јадат, што било среде во рајо. Тогај му заповедал Господа Деница да го опколи рајо со сите негови ангели, за да го вардат Адама и Ева и да му праат чест, чуј Господ го направил Адама со раката негова и го му дал од духот негов. Адама пустата гордост од Деница и завис уште поеќе му се намножила против Бога. Од ден на ден се злоба му растела и лоши мисли му се множеле и на своите големци му велел да се бара некоја чаре за да му го одмила Адама на Бога, за да го истера Господ Адама и Ева од рајо, да наседат војските околу рајо и да го вардат Адама и секи ден да му иди Господ при Адама и да чини разговор со Адама. А пак со Деница, што бил началник на безбројни војски, лафо да не му го чини. Таа завис од Деница и од неговите бимбаши, јузбаши и другите подолни чинови беше му ја проповедале и до најпоследниот анđел. Беше заповедал Господ за еден чин ангелски да пее ангелски песни во рајо и над рајо. И за тоа нешто Деница се срдал. Најпосле му се преполни срцето од злоба и собрал до собранијат неговите големци за да кројат некој маривет какво зло да му направат на Адама и на Ева. Дале зеле зборови и дошле во еден збор да си фрлат ждрепка за кој да го кандисат Адама да му греши на Бога, али Ева. Најпосле се нашло будосип Ева да ја излажат. Да Ева ќе може полесно да го кандиса Адама и така да падат во грев. На тоа згора си фрлија големците ждрепка за кој да ја излажи Ева. Ждрепката му паднала на големецо што се викал Краса. И така големецо Краса се прооблекол во една кожа змиједа и е отишол на Ева да ја лажи и е рекол: Ево, ви сте да ви запрел Господ да не јадите од ебишов што е во рајо? Не ни запрел змијот си о ебиш, ами само од оно дрво што е среде во рајо ни запре да не јадиме, му рекла Ева. Знаеш Ево што ви запрел да не јадите од тоа дрво? Ја рече Краса. Не знам, му рече Ева. Ви запре да не јадите за да не станете и вие како Бога? Ја рече Краса. Ако ме слушаш мене, јади и ти ќе станеш као Бога. Слаба бидејќи во умо, Ева зела од дрвото, јала и му дала на Адама и тој да јади и паднале во грев. А Деница си извршила планот и мислел ќе биде да сите чинови ангелски, да местото од Риста главен командир, чунки неба веќе да го варди рајо, дека падна Адам и Ева и ќе истера Господ од рајо. А пак те мислеше Деница, оти ќе истере и него од рајо Господ и страшно ќе го накажи. Сичко знаеше Господ што мислеше Деница и што праеше. Арно, ама бидејќи милостив, не го наказал на часо, а би го оставил за тога и да може пак да си дојде до себе си да се покаит,
и да си го поздаит маесторот што го создал. Дојдоајќи Господ во рајот при Адама и Ева и од која се научило ти беше излагала краса, ја проколда краса да стади една аспида и да се влечи по мев по земјата и кој човек да ја види да ја толчи главата до векуто на века. А пак Адама и Ева и благослови и истера од рајот надвор. За страведи застадаа покрај рајот да плачат и да го гледаат рајот далеку. Одгледајќи тоа нешто дедица, тоа прво негово зло сторено, му падна малце бака и тогај беше се сетило ти Господ Бог, Божи и него со сите анđели него и да го истера од рајот. И деби час втасале два алаја анđели со огнени камшици низ рајот, низ деверните анđели од дедица, од силата на огнените камшици, беа се поцрнеле и ако не избега од рајот, ќеше да изгорат за чудо големо. Ардоаба бежадоа бело носи, а стојадоа црно. И така рајо и завладаа верните Божи анđели да го вардат за праведните војници Ристои, да го завладаат во место неверните анđели праведните. Од која избегаа од рајот дедица со своите анđели, не отидоа многу далеку од рајот и застадаа да е до место за да го гледаат рајот, као што го гледаше Адам и Ева. Ардоаба непослушливите и горделивите боги да кажува, за да се поправат и после пак проштаат. Тоа нешто дедица го знаеше, оти Господ проштаат. Ардоаба пуста гордост имаше во него и не му се поклони на Бога, а би чекаше Господ да го помоли да го прости. Гледајќи анđелите од дедица местото кај што седеле, оти не било као рајо, а милели му се да жалило, да почнале да го напаѓаат дедица, оти се стори себаб да ја истерат Господ од тој златен и убав рај. На тоа згора му заповедал дедица да своите анđели да одат по планињето и да соберат од најубавите цветиња, за да насадат и тие еден рај како рај од Бога. Во 24 сати го наредија нивниот рај, и кога видоа анđелите од тие можат рај да направат, веднаш се возгордеа. И на часот благослови Господ сите убави цвеќиња да стадат трѓа и најпоеќе чички, што да не може човек да стапи. Кога виде дедица тоа нешто, тога и веќе излезе а шиќере против Бога. Собра големците и напри еден меслич. Што зло да му направат поголемо од Адамовото на Бога. Буда си најдоа да направат една висока кула близу до небеси и отиде да го тепаат Бога и наследникот да стани Бог дедица. Речено и свршено. Во 3 дни ја направија кулата и едно намерија стрелите против Бога. Дедицо, дедицо, ти стана враг против мене, му свика Бог. Нека зиди местото кај што стоите и се отвори едно огнено езеро и ве голтни со сите твои врагои што враждоат против мене. Ох, чудо големо! На часо пропаднала кулата со сите врагои, со големиот враг и неговите врази во вечната бака. И освен тие врагои што паднаа во вечна бака, останаа едни во воздух, друзи во море. А седалиштето му е да сите во вечна бака за да чекаат таму грешните луѓе, а од праведните луѓе Господ ќе го полни таборот сатаната.